време е да продолжиме со гостенот во студиото, како што слушнавте во најавата. Ова утро во Здрава Македонија го имаме господин Стојан Мишев, кој што ни доаѓа од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените. Важна тема во однос на сексуалната експлоатација, насилството, семејното насилство, сите оние теми кои што за жал и ни се дел од нашето општество. Ете, во изминатата година многу од девојчињата беа цел на сексуална експлоатација, но не само на таков тип на насилство, туку и на семејството и секако останато насилство кое што ќе поразговарам денеска со мојот соговорник господинот Стојан. Стојан, ви посакувам добро утро и добро дојдовте во Здрава Македонија да позборуваме на оваа важна тема кога станува нели збор за насилство, малку непријатна, но ете, секако е дел не само од нашето општество, туку и глобално еден проблем кој што треба да се зборува и ете, на овој начин некако ние да помогнеме да ја подигнуваме свеста. Добро утро. Најпрво дозволете да ви се заблагодарам за можноста да учествувам во денешната емисија и да информираме, како што рековте, јавноста, да продискутираме за една доста важна тема, тоа е насилството врз жените во нашето општество. Станува збор за сензитивна тема, меѓутоа тоа уште повеќе оправдува потребата за дискутирање, за информирање на јавноста во однос на тоа што представува насилството врз жените, кои се посебните форми на насилство врз жените, што прави државата да се справи со овој сериозен општествен проблем и што е потребно, најбитно што е потребно да се унапреди или да се подобри фактичката положба на жените генерално во општеството, особено на жените кои трпат одредена форма на насилство. Така, најчесто е сексуалната експлоатација, но тука не се и другите форми на насилство. Кои се другите форми кои што се најзастапени, дали психолошкото, физичкото? Па, вие веќе спомнате сексуалната експлоатација на девојки, жените се жртви на трпат семејно насилство, жените се во најголем процент жртви на трговија со луѓе. Во суштина станува збор за, ако зборуваме за семејното насилство, тоа е доста сериозен проблем од аспект на неговата застапеност, значи секоја втора жена податоците покажува дека трпи одредена форма на психолошко насилство. Тоа е голем процент, секоја втора жена. И од аспект на тоа што станува збор за насилство кое се случува во домот, во место кое во суштина треба да бидеме најбезбедни и најсигурни. И заштитени. Да. Од друга страна, жените се многу често и најчесто жртви на трговија со луѓе, кој исто така представува сериозна форма на насилство врз жените и секако овно што го спомнавте на почеток, сексуалната експлоатација на деца, која што во последните години за жал се зголемува и особено застапена онлайн експлоатацијата. Со што уште повеќе се нагласува потребата за преземање на суштински наспроти декларативните чекори кои до сега ги има превземено државата на ова поле. Така, кога сме нели кај државата, што државата прави да ги заштити жртвите од сексуалната експлоатација или од семејното насилство или од секој од овие насилство кое што веќе го споменавме? Па, генерално можеме да заклучиме дека досегашниот пристап на државата во однос на справувањето со насилството врз жените за жал е од декларативна природа. Што значи декларативна природа? Значи дека истиот се состои во продуцирање или усвојување на стратегии, закони, политики за заштита на жените жртви на насилство, меѓутоа изостанува нивната ефективна имплементација во пракса. Односно, не се создадени ниту основните предуслови за заживување, да кажеме, на овие закони и политики, зашто најдобро говори и фактичката положба на овие ранливи групи на жени. Веќе констатиравме дека во последните години има зголемување на сексуалната експлоатација на девојките. Има зголемување, иако на ниво на кривични постапки не се гледа тоа, зголемен е бројот на жртвите на трговија со луѓе, меѓутоа како резултат на непрепознавањето, на неидентификувањето на жртвите на трговија со луѓе, мал број од нив се идентификувани, меѓутоа и тие кои се идентификувани изостанува заштитата. И кога зборуваме со семејното насилство, најдобар показател
за жал за како државата се справува со семејното наследство е тоа што во последните 20 години откако е законски регулирано, значи од 2004 година, ние имаме континуирано висок тренд на застапеност на семејното наследство во државата. И во одредени области не само што не е подобрена положбата на овие жени, туку има и вложување на нивната положба. Значи, наспроти продуцирањето, пак ќе кажам, и усвојувањето на закони, политики и стратегии, државата генерално не обезбедува буџетски средства и финансиски и човечки ресурси односно за нивното заживување и спроведување во пракса. Во пракса. Да, како резултат на таквиот однос, комплетно можеме да кажеме дека е занемарена превенцијата на наследството врз жените. Кога зборуваме превенција, мислиме на подигање на информираноста во јавноста за тоа што представува насилството врз жените, што представува семејното наследство, како да се препознае семејното наследство и каде може да се обратат за помош и подршка жените што претрпеле семејно наследство. Истото се однесува и на другите форми на наследство врз жените. Превенцијата, недостатокот на превенција значи и во исто време отсуство на континуирана едукација на професионалците или практичарите во надлежните институции кои постапуваат во овие предмети, дали се тоа центрите за социјална работа, полицијата, обвинителствата, судовите. Да. Значи постои нема континуирана едукација. Она што до сега се превзема на нивото на јакнење на знаење и вештини на практичарите за работа со овие ранливи групи на жени, воглавно како резултат на поддршката од страна на меѓународните донатори и како резултат на заложбите и активностите на граѓанскиот сектор и граѓанските организации кои работат во оваа област, кои обезбедуваат директна помош за жените жртви на наследство, но и се активно вклучени во градењето на целокупниот формално правен систем за заштита на жртвите на наследство врз жени. Од друга страна, она што веќе го спомна, недостасуваат мерки или услуги за поддршка на самите жртви. Значи потребно е да се зголеми обемот на услуги за поддршка. Кога мислам услуги или сервиси за поддршка, мислам да се зголеми пристапот до бесплатна правна помош за жените што претрпеле семејно наследство и други форми на наследство, пристапот до здравствени, социјални и секаков вид на услуги кои им се неопходни за да можат да психолошки услуги, се целокупната поддршка што им е потребна за да можат да излезат од тој круг на наследство и да продолжат со својот живот. Генерално пристапот на државата, ако зборуваме за неинвестирање во капацитети на формалните институции кои се директно вклучени во системот за заштита за жртвите, истовремено имаме и неинвестирање или неградење на капацитети во институциите, во независните тела за човекови права, кои што треба да ги штитат човековите права на ранливите групи на граѓани, вклучително и жените жртви на наследство, како што се Народниот правобранител и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. За пример, наспроти предвидената законска, значи постои изречита законска обврска дека Комисијата за спречување и заштита од дискриминација треба да има финансиски да ги планира и да располага со својот буџет. Во пракса тоа не се случува како резултат на утврдени законски пречки во однос на закон за извршување на буџети кој е во надлежност на Министерството за финансии. Во суштина имаме ситуација, иако законски е предвидено дека ова тело треба самостојно да ги планира средствата, тие ги планираат, меѓутоа кога ги поднесуваат за понатамошно процесуирање до Министерството за финансии, не ги добиваат бараните финансиски средства, се алоцираат многу помалку средства за нивната работа, што повторно резултира во главно неспроведување на дел од надлежностите кои се однесуваат во делот на превенција и информираност на јавноста. Затоа реков, генерално не само кога зборуваме за жените што се жртви на наследство, на родово базирано наследство, ние кога зборуваме за пристапот на државата кон сите ранливи групи на граѓани, тој декларативен, а не суштински пристап. Значи го имаме од она што се однесува се што е теорија, закон воспоставено, меѓутоа кога доаѓа делот во однос на дело да се направи тоа со институции, со сите оние ресурси кои што и ги имаме постоечки, тогаш тука се затајува целиот процес. Точно. И на дело не е спроводливо. Точно. Фактички тој пристап е отсликан и на меѓународно ниво и обврските на државата, исполнувањето на меѓународните обврски во однос на заштита на човекови права на ранливи групи на граѓани, заштита на човекови права на жени жртви на насилство, на девојките, се состои повторно во усвојување на она што значи правна рамка, и тоа е до некаде усогласено со меѓународните обврски на државата,
Но од друга страна, фактички нашата држава на меѓународно ниво зима обврска, ги ратификува конвенциите, на пример ако зборуваме еве на ниво на Совет на Европа, конвенција за спречување и заштита од насилство врз жени, семејно насилство, конвенцијата па за правата на децата, конвенцијата за заштита на децата од сексуална злоупотреба и сексуална експлоатација. Фактички ние како држава немаме проблем на тоа ниво, на ниво на ратификување. Во однос на теоријата, дури во голем дел овие меѓународните конвенции се без задршка, односно без резерви се ратификуваат, што е става во групата на амбициозни држави во тој аспект ако гледаме. Меѓутоа, она што недостасува е нивното спроведување и што најдобро се одразува во неповолната положба на ранливите групи на жени во нашето општество. И она што е неопходно е да се промени досегашниот пристап, да се зголеми нивото на самокритика во самите нас, односно кога викам во самите нас, мислам на владата, надлежните институции, и да се мрдне чекор напред. Ако зборуваме за насилство врз жени, паралелно со необезбедувањето на помош и поддршка, кога зборуваме за пристапот, нема ефективна заштита во делот на кривично процесуирање на овие предмети, дали зборуваме за семејно насилство, трговија со жени, сексуалната експлоатација на девојките исто така. Од една страна имаме мал број на... Ако вие велите дека тоа се зголемува, не се намалува, мислам дека... Па еве тоа најдобро говори, да. Имаме дискрепанца помеѓу реалната бројка на жртви на родово базирано насилство и бројот на пријавени случаи. Од друга страна, откако ќе се пријават овие случаи, да кажеме еве во полиција, има одолговлекување на постапката од пријавување до поднесување на обвинителен акт. Тоа може да се движи од неколку месеци до неколку години. Истото се однесува и на предметите за трговија со... Во меѓувреме што се случува? Па во меѓувреме, за жал, жените што претрпеле семејно насилство, жените што се жртви на трговија... Тоа е огромен период, вие кој што го спомнате. Со луѓе се остава можност за дополнителна виктимизација нивна, најпрво постои секундарна виктимизација во самата постапка, затоа што неколку пати се приморени да даваат изјава и да сведочат за насилството кое што го претрпеле, што повторно значи травматизирање за нив. Еве конкретно имаме законска обврска дека најмногу согласно новиот закон за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство, најмногу 2 пати треба да даваат изјава со цел да се избегне нивното ревиктимизирање во постапката, меѓутоа во пракса тие се приморани да даваат изјава по неколку пати, почнувајќи од првичното пријавување и првиот контакт со можеби униформиран полициски службеник, потоа со инспекторот кој постапува во предметот, со обвинителство, па на суд, значи неколку пати го повторуваат својот исказ. Одолговлекување на постапката, ефективната истрага исто треба да се зголеми ефективноста на истрагата и построга казнена политика кон сторителите на насилство врз жени, затоа што наспроти предвидените затворски казни ако зборуваме за семејното насилство, иако 80% од пресудите се осудителни, меѓутоа осудителни условни, најчесто условни осуди, а во друга страна имаме предвидено построги затворски казни затоа што е издвоено согласно својата природа и карактеристика како посериозен вид на криминалитет кој треба построго да се казнува и со изрекувањето на поблаги казни кон сторителите на кога зборуваме за семејно насилство, во суштина не само што не влијаеме кон тие луѓе кои што се осудени, туку нема ни генерална превенција на насилството врз жени, затоа што не се праќа порака до општеството дека насилството нема да се толерира и дека ќе следат казни за тие што го сториле. Во суштина потребно е институционално зајакнување на целокупниот систем за поддршка на жртвите, од едукација на практичарите. Ние ги спомнавме овие кои што се вклучени во системот на директно во пружањето на заштита на жртвите и систем на заштита како што Центар за социјална работа, полиција, обвинителства и судови. Меѓутоа, потребно е јакнење на капацитетите и препознавање на насилството, ако еве зборуваме повторно се вратиме на сексуалната експлоатација кај децата, потребно е зајакнување на капацитетите на практичарите од образовните институции или професионалците кои имаат директен контакт со самите деца, во смисла како да го препознаат знаците на сексуална експлоатација и да го пријават на насилството, затоа што не само кај нас на глобално ниво има зголемување на бројот на деца, повторно ако зборуваме на жртви на експлоатација, на сексуална експлоатација. Да, и особено сега она кое што е со онлайн е многу актуелно. Со развојот на новите информации и комуникацијски технологии се зголемува и ризикот, но се зголемуваат и карактеристиките и можностите за одредени видови на кривични дела кои ги вклучуваат децата.
Кај нас се законски регулирано и од 2008-2009 година кривичниот законник има претрпено измени во насока унапредување на кривичното законодавство и санкционирање на одредени облици на сексуална злоупотреба или експлоатација, како што се детската порнографија, детската проституција. Трговијата со жени исто така се инкриминирана, предвидени се казни, меѓутоа исто и семејното насилство од 2004 година, еве повторно ќе го земам за пример, е кривично правно регулирано, предвидени се построги казни, меѓутоа изостанува имплементацијата во пракса. И она Колку здруженијата и невладините организации, бидејќи еве вие ни доаѓате токму такво здружение, излегуваат во пресрет на жените и токму тоа сакав да го потенцирам сега, значи улогата на граѓанските организации, на женските граѓански организации и организациите кои работат за заштита на правата на децата е од суштинско значење целиот овој период. Ако ги земиме овие организации, традиционално тие се обезбедувачите на услуги за поддршка и заштита на жените жртви на родово базирано насилство. Меѓутоа, всушност доаѓате како една алатка за да го направи овој баланс кој што во моментов недостасува, за да сете она теорија како закон што го имаме и да, ситуацијата на тие жени би била далеку понеповолна ако ги нема граѓанските организации кои што може да се обратат за помош и поддршка. Например, ние на годишно ниво преку Центарот за правна помош за заштита од семејно насилство. Бесплатна е таа правна помош. Да, како организација работиме повеќе од 20 години паралелно во обезбедувањето на помош и поддршка на жените што претрпеле семејно насилство. Колку сте успешни? Па би рекол дека доста успешни во однос на поддршката и поддршката која што ние обезбедуваме, паралелно со правната помош обезбедуваме психолошка поддршка. Зголемување на обемот на услуги исто така бележиме, например, за време на пандемијата во 2020 година, еден од проблемите беше недостатокот на информации како да се заштитат, а имаше зголемен ризик и ескалираше во суштина семејното насилство во домот. Да. Ја креиревме и првата интернет платформа за правни совети на жени што претрпеле семејно насилство, се вика Побарај совет. На годишно ниво обезбедуваме околу помош и поддршка на околу 200 жени кои доаѓаат во Здружение ЕСЕ. Правна помош во смисла правни совети, подготовка на писмени поднесоци, не само во граѓанските, да кажеме, постапки за изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство или во рамки на кривични постапки за заштита од сторени дела како резултат на семејно насилство, но и во решавањето на нивните секојдневни проблеми како што се разводот на брак, старателство, делба на имот, надомесна штета, во суштина правните проблеми кои произлегуваат и се поврзани со претрпеното семејно насилство. И обезбедуваме за помал дел на жени согласно финансиските ресурси кои ги имаме и судско застапување од страна на адвокат во надлежните судови. Истовремено директно ги вклучуваме жените во она што значи утврдување на нивните специфични потреби во пристапот до правда, кога викам специфични потреби, мислам на специфичните потреби од аспект на кои се трошоците кои ги имаат, кои ги сносат, а кои се поврзани или се резултат на семејното насилство, почнувајќи од трошоци за живот, зголемените трошоци за живот за нив и за нивните деца, но и трошоците кои се потребни да ги сносат за да може да ги водат овие судски постапки кои ги наведов, а кои за нив значат решавање на секојдневните проблеми и продолжување практично со нивниот живот и животот на децата. Фактички граѓанските организации работат на ваков начин, ги обезбедуваат. Да, можеме со ова да го закружиме нашиот разговор. Меѓутоа изостанува, да кажам, препознавањето на таа улога повторно од страна на државата на две нивоа. Од една страна наспроти формалното наше вклучување и учество активно во процесите на донесување на закони, политики и стратегии кои за заштита на жените жртви на насилство, ние немаме гаранција дека тоа што го обезбедуваме како придонес во овие процеси ќе биде земено во предвид и интегрирано во финалните текстови на законите и политиките кои што се усвојуваат. Напротив, имаме пракса каде што, иако со консензус на ниво на работни групи, формални работни групи при министерства, бил договорен одреден текст на предлог закони, пред негово поднесување во
конкретно и законот за спречување од заштита од насилство врз жените, пред него поднесување до собранието претрпел измени, а од друга страна нема она што е многу битно е изостанува финансиската поддршка за услугите кои што ние како граѓански сектор ги обезбедуваме за овие ранливи групи на жени, што во суштина се услуги кои што треба да ги обезбедува државата. Така, и затоа е Господин Стојан, ова е преопштена тема, верувам дека еве што се вели ја начнавме и повторно ќе се видиме, бидејќи на ова навистина има што да се зборува, има зашто да нели и апелираме и да ја подигнуваме заеднички свеста како општество. Ви благодарам што ова утро бевте со нас во Здраво Македонија и секако се гледаме во следна прилика. Ви благодарам уште еднаш за поканата.